Годинава се навршуваат 75 години од смртта на Хенри Форд, чие име вечно и многукратно ќе остане запишано во историјата на човековата цивилизација. Израснат на семејната фарма во близината на Детройт, тој повеќе се интересирал за машините на неа отколку за земјоделието, заради што уште на 16 години отишол да работи како чирак во една механичарска работилница. По враќањето назад започнува да експериментира со се што ќе му дојде под рака, почнувајќи со трактор на парен погон до двоцилиндричен бензински мотор, кој во 1892 година ќе го вгради во својот прв автомобил. Една година пред тоа Томас Едисон го вработува како инженер во својата компанија, што за Хенри Форд представува влезница во бизнис круговите каде во иднина ќе бара финансиери за своите замисли. Првите две компании што ги имаше основано кратко траја, бидејќи инвеститорите се надеваа на брз поврат на парите, а тој сакајќи да ги доведува работите до перфекција пред да бидат пуштени на пазарот, не им го овозможи тоа. Истата судбина за малку ќе ја снајдеше и третата негова компанија, од која подоцна се изроди денешниот Форд Мотор, но таа обстана бидејќи неговите инвеститори сватија дека гениалниот ум на Хенри Форд може да се користи само ако се остави да работи како тој сака. Големиот пресврт се случи во 1908 година со Модел Т. Неговиот успех не е случаен. Со намера да направи ефтин и издржлив автомобил за широките маси, Хенри работеше на него цели 5 години и беше задоволен дури со 20-тиот обид. Затоа и во неговата ознака е буквата Т, која е 20-та во абецедата. Постојано во потрага како автомобилот да се направи подобар, а производството поефикасно, во 1913 година беше воведена монтажната лента. Започнувајќи револуцијата во автомобилската индустрија, таа овозможи цената на Модел Т да падне од почетните $825 на само $260, а производството да порасне дури на 2 милиона возила годишно. Истовремено, зголемувајќи ги надниците на работниците повеќе од војно, Хенри Форд предизвика и коренити промени во американското капиталистичко општество. Заради сите овие пионерски заслуги оправдано се слави како еден од великаните на модерното човештво. Почина на 84 годишна возраст, оставајќи го своето богатство на фондацијата Форд, а компанијата на семејството.